Почитувани гледачи, добра вечер. Петок е, 21 часот, ова е подкаст Радар, а јас сум Соци Костов. И вечера ќе се дружиме, ќе зборуваме актуелни теми, политика, некои социјални феномени, општествена активност и слично на тоа, некои собитија ќе разгледуваме. Вечера за мене, за вас изненадување, ама и за мене едно изненадување, ќе се дружам со еден млад господин со кого одавна не сум се видел, а се знаеме многу одавна. За мене важи еден од најдобрите истражувања на јавното мислење во Република Македонија, да не речеме пошироко, професор универзитетски, а тоа е Владимир Божиновски. Ние се го викаме Влајко, Влаче. Добро вечер, Влаче. Како се, Влаче? Добро, жив, здрав, се окей? Расположен си малку да поразговараме за собитијата во Македонија што се случуваат. Па ќе поразговараме да видиме. Да. Значи, ова што го кажав, вистински го мислам, не е само од куртуазија. Све знаев, мислев дека се знам за твоите општествени активности и професионални, ама не знаев и дека си добар пишувач на книги, Влаче. Сега добро, професор мора да е добар, а ова тема е една што видам ова книга имам едно 5-6 години. Јас сум малку терцене, поинаку почнувам другите, па затоа и сакам се разликувам. Што ни гледачи во раците држам една книга, вели автор Владимир Божиновски, Идеја за Европа, идентитет и христијанство. 3 поима кои се многу актуелни, многу битни за историјата, за традицијата, за географијата каде припаѓаме и така натаму. Ама ја да могу да не бамборам, Влаче, те мога да кажем и што е ова. Ја ќе те закачнам за некои поимови, ама ми кажеш како дојде на идеја ова книга да ја напишеш или па нешто друго за незе стои? Не, ова ми е докторатот всушност. Така. Па пишуване пред 15 на години, но се разбира, види, материјата што ја обработува е се уште актуелна и ќе биде актуелна. Мислам секогаш така. Затоа што идејата позади ова беше на некој начин да се навлезе малку во оние основи на Европската унија, на тој европски идентитет, на идејата всушност која стои позади создавањето на она што се нарекува Европска унија, па и генерално на Европа како поим, затоа што уште од старт Европа е еден политички конструкт, не е географски континент, туку е политички конструкт, затоа што е тело таа евразиска маса и многу работи кои што се случува и кои што сега се случуваат, а и во иднина се разбира се очекува да се развиваат, суштината лежи во тие некои односи кои што се на некој начин кои што ја дефинираат Европа како еден политички, географски, историски и религиски простор. Да. И тоа беше таа основна идеја. Мене ми е мило што многу работи што се напишани таму се валидни и ден денес после. Не случајно зедов да ти кажам. Валидни ден денес, но генерално ние тука говориме за процеси кои што се повеќе вековни процеси, така да јасно е дека за такви теми декада или две не представува никаков сериозен временски период. Значи, да не одиме многу во наука, само 2 прашања ќе ти поставам. Повеќе. Деве вака, за ово книгава ми самичем, ќе цитираме после неја. Добро. Идеја за Европа, да речем, ми е познато, не најмногу, ама ми е познато. Добро. Идентитет се бавам и јас со идентитети, и актуелни и минати. Христијанство, во контекст на Европа, јас многу малку знаев за некои работи, и морам да кажам дека од оваа книга, еве сега слушам твој докторат, ја многу научив. Првото прашање е твоето лично мислење, да ми кажеш, ти даваш тука еден однос биполарен или како да го бином, еден папство и империја или империи. Тој однос напати и судари, дали го забрзал развојот на Европа
или го кочел и дали имаме бенефити од тој однос? Мислам ме разбра, така не? Види, за разлика од православието, во Римокатоличката црква нели постои секогаш дуализам на власта. Да. Затоа и во него пукам право. Да, затоа што ако земеме Византија, нели императорот е и световен и духовен лидер. Так. Вамо секогаш постои дуализам. И тој дуализам не е случаен, бидејќи има повеќе да кажеме мокни фигури во тој западен христијански свет, кои што се стрема нели кон таа световна власт, но сите ја прифаќаат она духовно водство на римокатоличкиот поглавар и тука е всушност суштината во тој дуализам на световната и духовната власт, што денеска се манифестира преку нели одвоеност на црквата и државата. И самата црква го дефинира тој политички простор на Западна Европа. Таа идеја е подоцна, многу подоцна, проширена и на исток, каде што е нели, каде што е православието, но преку таа идеја за заедничко духовно наследство всушност се дефинира и политичкиот простор христијанитас на Европа, од каде преку Шарлемањ, нели за тоа, односно Карло Велики, затоа и го сметаат нели за духовен татко на Европа, се раѓа всушност се формира таа идеја за заедничкиот простор, што подоцна нели би требало да имплицира и создавање на некаква заедничка политичка функционална целина, кон која што се стреми денешната Европска унија. Иако, за жал, од 2007 навака, после би рекол, неуспешниот обид за интеграција создавање на Европски устав, некако Европа е закочена во таа своја интеграција, што се рефлектира нели врз многу би рекол и политички и економски сегменти и сегментот на проширување кој што е на некој начин закочен. Сега секогаш поради таа надворешна опасност, Европа се обединувала кога била соочена со надворешна опасност. Сега поради таа условно кажано надворешна опасност која се перципира преку Русија, односно војната помеѓу Русија и Украина, во изминативе година до две повторно се актуализира таа интегративна теорија и прием на некои нови членки. Мислам, повеќе пати низ историјата едноставно работите се повторуваат, така да, иако ова не е толку историска книга, колку што е книга, колку што многу појмови објаснуваш, колку што е обид за да се покаже развојот на самиот европски идентитет. Добро е што одиш далеку за обединувањето на европски, ја би рекол народи, и татковците на Европска унија зборуваат за обединување на народи, не на држави. Ова генерација лидери тоа не го сваќаат некако. Ама добро што за гледачите потенцираш дека сепак Европска унија почна да паѓа од кога со нормативизмот расчисти, уставот го погази и така натаму. Ај вака сега второ прашање. Ја не знаев дека Европа од 3-4 мита убаво си ги разработил, да не навлегуваме во нив, ама дека Европа потекнува од Азија, да ти кажам. Не, по еден мит има две сестри, Европа и Азија и така натаму. Да. Ама ја многу полагам, ја уште пред 10 години зборував за Евроазија, обединување 100 пати поголемо од европските интеграции. Не ме слуша, ми зимаа микрофоните по студија и така натаму. Твоето мислење ме интересира за Евроазија, така концизно и јасно, не мора кратко како сакаш да ни го објасни, бидејќи ти се дотакнуваш овде, се додирнуваш и на таа тема. Дека ние сме продолжеток на азискиот континент, дека сме некој раб крај. Па Европа е де факто полуостров на Азија сега. А ние некако не збориме со симпатија кон Азија. Од географски аспект. Да, затоа што работите се сменети изминативе 1000-2000. Значи, порано, доколку одиме во антиката, па и до средниот век, генерално развојот,
се гледа на исток. Па од исток доаѓа све, што е и во напредно. Азија Европа била на работ, но подоцна нели се менуваат работите. Проблемот е дека Европа меѓу другото го гради својот идентитет како контраст на она што го спомнав надворешниот непријател, односно надворешната средина, бидејќи за да создадеш ти еден сопствен идентитет, каде што ќе се обидеш да на некој начин обединиш одредена група луѓе на одреден простор, мора тоа да го дефинираш преку одредени надворешни граници. И на тој начин е и дефинирана Европа во контраст на Азија. Сега, полека во изминатава деценија се изместуваат малку оние евроцентрични, би рекол, светски случувања, каде што нели центарот на политичките, економските и социјалните случувања на глобално ниво е она врска меѓу Европа и САД, односно Европа и Северна Америка. Сега веќе можеме да говориме за создавање на нов моќен центар, тоа е нели на исток, и сега некако повеќе станува на светско ниво, говориме, позначен станува оној однос меѓу САД и Кина, значи САД и Северна Америка и Азија, отколку што е Северна Америка и Европа. Со други зборови, Европа веќе не го нема она значење кое што го имала После шамарот од Трамп што допред 20 на години. Не, ама знаете како, самиот развој го диктира тоа, и број на население, и нови технологии, и инвестирање во се во корист на исток. Инвестирање во самото во развојот на самото општество, во развојот на човечките ресурси и така натаму. Едноставно тежиштето е повеќе се поместува кон САД и Југоисточна Азија, значи тука се вклучително и Кина, односно САД и Источна Азија, каде што се и Кина и Јужна Кореја, Јапонија, Индонезија, Виетнам, сите, значи целиот тој источноазијски простор каде што има огромен број на популација. Ако земеме популацијски, тоа е најнаселен дел всушност од планетата, и се разбира САД како се уште неприкосновен лидер во светски рамки, политички и економски, каде што сега има одредена конкуренција, нели, пред се во Кина, и мислам дека тие глобални односи повеќе ќе го има тежиштето на Пацификот, колку што го има на Атлантикот, како што беше изминативе 2 века. Тоа не е од една страна може би го намалува значењето на Европа, но од друга страна не е лошо Европа едноставно да се посвети самата на себе и да ги реши оние проблеми со кои што се соочува, за кои што со децении не сакаше да ги реши. За кои што сите се надеваме дека ќе успее да ги реши, бидејќи тоа и е од корист на Македонија. Видете, ние сакале или не келе, таа е географијата. Ние сме дел од Европа, ние мора да станеме дел од Европската унија, ние немаме друга алтернатива. И тоа е. Така да... Значи, јас ти благодарам, ово ми беше некој увод. На гледачите им кажувам, нема да сгрешат ако најдат книгови да прочитат. Ја многу научив. Море семантика, море поимовно определување. Кој сме, шо сме, и посебно ми се засили идејата дека сепак идејата за обединување на Европа не потекнува само од татковците на Европска унија, туку многу одамна, антика, ајде, ама од средновековието во 2 фази фактички се најсвежите идеи за обединување на Европа како континент, на држави, ама пред се што е најбитно на народи. Добро, толку околу тоа, браво, да ти кажам, ја уживав кога ја читав и напати кога ми треба некој поем да разјаснам, ја отварам и гледам во неизе, има што да видам и научам. Ајде одиме со времењето, лентата ја вртиме сега, доаѓаме до денешни дни, нашите македонски, балкански, европски и светски собитија. Значи, морам да ти кажам дека кога ќе ми текне за тебе за она што се бавиш ван професурата, прво што ми доаѓа е твоите јасни, прецизни, ама и продлабочени сонди за политичката сцена
и малку пошироко општеството во Република Македонија. Ајде сега во овој втор дел, главен дел на оваа емисија, што сакам да биде, накратко да ни кажеш како ја гледаш моменталната политичка сцена во Република Македонија, низ призма на действувањето на политичките фактори, релевантни и останати, власт и опозиција. Микрофонот е твој, Влаче. Добро, не, ај ќе започнеме на кратко, па може после да навлеземе во некој сегмент кој што Океј, важи. Ќе те подпитувам јас. Кој што сметаш дека е позначен. Нема некои посериозни промени од она што беше потврдено на изборите 2024 и 2025 на локалните избори. Значи, генерално се уште граѓаните имаат силна доверба во актуелната власт, а довербата е изгубена кај опозицијата, што и беше очекувано после све она што се случуваше од 2017 до 2024. Така да не сметам дека тоа е изненадување за никој, дека генерално самите луѓе го чувствуваат тоа и го знаат тоа, дека нема некои посериозни политички процеси кои што сега за сега би го предизвикале тој соодност. Во суштина, целта на власта е да задржи довербата, дали ќе успее ќе видиме, а целта на опозицијската СДСМ е да се реструктуира, се разбира, и повторно да стане сериозна алтернатива на власта, затоа што во моментов тоа не е. За да го направи тоа, се разбира, мора да се организира внатрешно и да излезе со понуда која што ќе даде некаква алтернатива која што би била интересна, прифатлива, на некој начин посакувана опција за граѓаните, особено оние кои што се наклонети повеќе кон лев центар, бидејќи сега имате и предизвикување внатре во самата опозиција, ако ја земеме како целосна опозиција, затоа што левица веќе станува, тоа го потврдија и на последните локални избори, една посериозна политичка партија. Они се уште средна партија, да кажеме, но во однос на бројката на гласови, СДСМ е повеќе за споредба со левица отколку со ВМРО ДПМН. Разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е многу сериозна. Разликата помеѓу СДСМ и левица не е толку сериозна, за да може СДСМ да продолжи да функционира како главна опозицијска партија и евентуално некогаш да стане алтернатива на сегашната власт, односно да победи на некои следни избори. Прво мора внатрешно да се редефинира и друго да на некој начин се направи една јасна разлика помеѓу нив и левица како опозиција, помеѓу понудата на СДСМ и на левица, и со тоа да се одвои на некој начин и да стане повторно главен опонент, нели, на власта. Сега колку ќе бидат успешни во тоа, ќе видиме следниот период, се разбира. Ја вака напишав во една колумна за Курир, СДСМ е во сенката на своето минато и го избуди својот главен социјалдемократски курс. Има конгрес, нема да кажам моето мислење, ќе те прашам тебе како човек од професорската фела и од научната фела, како истражувач и обсервер на политичките и општествените собитија. Се случи ли нешто со тој конгрес? Донесе ли нешто конгресот? Се дефинира ли? Конгресот е само некаков почеток или почетна точка на реформа во одредена политичка партија. Проблемот со кој што се соочуваат во моментов СДСМ, и не само СДСМ, и генерално политичките партии во Македонија, е дека, за разлика од порано, пред деценија или две, понудата на нови кадри е многу намалена. Едноставно, младите повеќе се заинтересирани за бизнис. Осека на кадри. Се повеќе заинтересирани за бизнис, својот иднес се гледат во приватниот сектор, што и се разбира и за очекување, и тоа е еден би рекол квалитетен процес, тоа го имаме и на запад.
отколку што тоа го гледаат како значи отколку што гледаат својата иднина како дел од одредена политичка структура, за разлика не знам од мојата генерација каде што тогаш беше се ново, нели она промена на систем, демократизација, она еуфорија, оптимизам, каде што многу луѓе од таа моја или наша генерација, значи говорам за луѓе што се родени од 60 до 80 и некоја година, и каде што имаше наистина многу сериозен пул на луѓе кои што сакаат да бидат едноставно дел од тие политички процеси, сега тоа не го гледам. Искрено, така да и тоа е проблем. Друг проблем со кој што се соочуваат партиите кои ќе бидат во опозиција е што на некој начин, иако е тоа многу тешко за нив, мора да се соочат со фактот дека добар дел од кадрите кои што биле на позиција додека биле на власт мора да бидат тргнати, бидејќи тие поттикнуваат едноставно негативни емоции кај граѓаните, затоа што всушност тие се луѓето поради кои што таа партија изгубила. Значи, вие, не знам, не е пример ова е само, не е хипотетички пример, вие не можете да очекувате некаква сериозна подршка кон СДСМ, ако, не знам, главни алтернативи на актуелната власт ви се луѓе како, не знам, пример Оливер Спасовски, понештен министер за внатрешни работи. Па сите во групата нивна парламентарна. И да не ги набројуваме се. Да. Мора да извадите нови луѓе, свежи луѓе. Мислам дека Филипче се обидува да го направи. Тоа само ви кажав, има повеќе проблеми. Прво, секојаш опозицијска партија не е толку атрактивна, нели, како што е власта, без разлика која власт или која опозиција. Друго, понудата е многу помала заради овие причини што ги наведовме, едноставно младите луѓе не сакаат толку да бидат дел од тие политички процеси. И трето, секогаш постои внатрешен отпор во самите партиски структури, каде што оние кои што биле функционери додека партијата била на власт се сериозно вкоренети со многу структури внатрешно поврзани, и кои што едноставно не сакаат да се откачат условно од таа политичка матрица. Така да има повеќе процеси кои што треба да бидат завршени и да се надменат одредени структурални проблеми за да може, нели, партијата да излезе со нова понуда, нови идеи, нови луѓе пред се. Ќе видиме дали ќе успее да го направи. Тоа, пазете, тоа е процес, тоа не може да се случи за ден, два или месец, па и година. Значи тоа е процес. Па е го случиот со ВМРО ДПМН. Да, од 17-та. Да, иако кај ВМРО ДПМН беше малку побрз тој процес, они веќе беа подготвени 2020 излегоа со нова понуда, тогаш се разбира имаше, нели, ковид ситуацијата и одреден институционална корупција. И еден друг проблем, да не се навраќаме сега, но и тогаш пак они успеа да бидат еднакви, би рекол, со тогашната власт. Сега не знам дали СДСМ ќе успее до следните избори да стане сериозна конкуренција на актуелната власт. Ке видиме се, разбира, има уште време, но генерално тој процес се мери во месеци, во години. Не можеме да говориме за ден или недела. Ја мислам во години, не во месеци. Не може да говориме за ден или недела, така беше и се разбира предходно и уште од 90-тите, нели, првата гарнитура на СДСМ, па на ВМРО, па на СД и така натаму. Но тогаш имаше многу повеќе понуда, политичка понуда и луѓе кои што се подготвени да бидат дел од политичките случувања. Сега некако прво поатрактивно е за младите оној приватен сектор. Так. Тука сметат дека може повеќе да се докажат, и второ, политиката стана едноставно неатрактивна за младите луѓе затоа што они ја гледаат како нешто валкано поради сите оние случувања кои што беа во изминатава деценија, особено она што беше 2015 и 16, која што е многу сериозна политичка трага во македонскиот простор. И едноставно, знаете како, кога е мал изборот и бројот на оние кои што сакаат да се ангажираат, секогаш е и потешко тоа
да се направи. Добро, ова што го зборуваш за генерацијските проблеми, Иако, се согласувам. пазете, ова е работа која што е карактеристична за сите партии, не Не, те сватив ја. И рекој, еве, партии. докажев, се согласувам, ама сета молам да ја дефинирај ми како човек кој се бави и со едуцираш млади генерации, а и истражуваш општествени политички феномени. Сега, што е работава? Се работи за очај, за апатија, за разочараност, за изгубена надеж. Каде ќе го сместиш или тоа е еден композит, еден микс, и затоа ни се случува тоа што ни се случува, немаме наплив на млади лидери. Не е една причина, Така. не е еден процес. Прво, младите генерации едноставно имаат поинаков светоглед сега. Едноставно за нив иднината ја гледаат повеќе во сектори кои што се неполитички или барем не директно поврзани со политиката. Второ, политиката не само во Македонија едноставно станува нешто валкано. Знаете како непријатно да се говори. Остав да го прифаќат Аристотел. Се е политика. Значи, нешто кое што доколку би се вклучиле, они го сметаат тоа дека едноставно може да им наштети. Исто за нив и тоа е политиката е можеби неатрактивна, едноставно. Така да, знаете како, кога ќе се спојат повеќе процеси, повеќе фактори, кога едноставно самиот проток на информации и приемот на информации е сега веќе надвор од она што го нарекуваме традиционални медиуми како нели алатки, инструменти за размена на тие информации, нормално дека доаѓаме до оваа ситуација. Таа сама по себе не е. Ја не сакам да гледам тоа како негативна, едноставно тоа е дел од времето, затоа што па беше исто така нездраво во 90-тите, каде што буквално сите сакаа да бидат дел од, а не спремни, не едуцирани. Дел од таа политика, така да за демократија. Да, она што на нас ни треба да кажеме на Македонија е луѓе кои што навистина сакаат да се занимаваат со политика, да не бидат, да направиме политиката да биде помалку одбивна од тоа што е сега, бидејќи сега имате луѓе што можеби и сакаат да бидат дел од политиката, едноставно им е страв дека со тоа ќе се извалкаат, значи и ќе не може да градат кариера, затоа што политиката се смета како нешто се антиципира како нешто валкано. И тоа мислам дека е доволно да се промени. За да се промени тоа, меѓу другото, треба да има и една отчетност и треба да има пред се одговорност на оние кои што се дел од политичките процеси. По тоа мислам дека навистина треба да се следи и да се анализира работата на политичките структури и оние кои што едноставно се огрешиле од законот да излезат и да бидат одговорни пред самиот закон. Мислам дека тоа ќе помогне многу да се направи тој еден ресет. И оваа влада кај нас дојде меѓу другото благодарение на тоа што вети сериозна борба со криминал и корупција, ќе идеме колку ќе биде успешна во тоа, но веќе тоа е примарен фактор, а не секундарен или терцијален фактор. Порано беше економијата примарен, сега економијата е секундарен фактор. Сега борбата со корупција и криминал е примарен фактор. Доколку имаме успех на тоа поле, мислам дека политиката како таква ќе стане помалку непривлечна за влез на некои нови млади луѓе кои што ќе сакаат да бидат дел од тие. Ајде да се обидеме малку, сада сама добро ја зафати со твоите анализи, да изневелираме сега односот во опозицијата. Ја велам дека е тоа еден вид, некои ми замераат, троглава ламја, ама според тоа како се однесуваат, не сакам никого да навредам. Сега односот ДУИ СДСМ левица или поточно што се случува во ДУИ
И има ли надеж таа партија да стане вистинска политичка партија, а не да робува на некои милитантни работи, да се враќа во минатото и така натаму? Мислам дека на Дуим стана јасно кога во предкампањата, пред локалните избори минатата година, сега пред неколку месеци, они се обидоа да одат на таа карта, нели 2001 команданти овона, видоа дека не им успева и потоа едноставно сменија плочата, значи едноставно се преориентираа кон оние граѓански проблеми. Мислам дека тоа е почетокот на она што јас го очекувам веќе 15 години и повеќе, редефинирање на тие етнички партии кај албанците, едноставно транзиција од етничка кон граѓанска партија, што потоа пак ќе отвори дополнителни можности и за предизборни коалиции, каде што веќе ќе говориме за одредени идеолошки блокови, нели, десен центар, лев центар, каде што нема да говориме за, нели, некои етнички партии, чија што единствена е цела унапредување на некакви етнички права. Мислам дека и албанците тоа е веќе надминато, дуи направи, нели, исто направија Конгрес, доведоа многу млади луѓе, нови генерации, каде неколку ќе бидат они успешни да ги привлечат, но мислам дека пораката е примена и мислам дека ерата на тие етнички партии, добивање на гласови преку одредени иницирани, неиницирани етнички конфликти, тука не мислам на вооружени конфликти, него на политички конфликти, мислам дека е завршена и дека полека сите ќе се приориентираат кон она што е значено за државата и за нив како поединци, а во случајов тоа е борба со криминал и корупција. Тоа исто и за македонци и за албанци. Економијата е втор фактор и за македонци и за албанци. И кога ќе прашате сега етничките албанци кој што е за вас најголем проблем, ако не знам пред 20 или 30 години било, нели, етнички права и така, сега исто криминал и корупција, економија. Така мислам дека е созреано времето за полет за транзиција. Дуи го направи првиот чекор, ќе видиме колку ќе бидат, се разбира. Сега нешто многу поконкретно. Бадентер и обидот на Дуи за него влез во уставното судство. Те молам твоето размислување. Трпи ли уставното судство Бадентер? Идејата да има Бадентер и за влез во кај уставните суди. Те молам твоето размислување. Целта на уставниот суд е да биде оној, би рекол, последен врховен арбитар за одредени проблеми и се покажа она што викаме ние Бадентер, односно одредена квотизација за која што се имплементираше и на запад, нели, преку на идеологија за некакво квотирање на самото општество, на медиумите, на институциите, се покажа како неуспешна. Мислам дека ова се некои последни обеди да се добие политички легитимитет на таа етничка карта, кои што не сметам дека ќе им донесат некакви поени. Ова е повеќе обид сушност да се факторизира одредена политичка структура преку тие етнички побарувања. Знаете како, добро е да има еднаквост на шансите. Самиот либерализам се базира на еднаквост на шансите. Значи не еднаквост на сите, што е идеја на социјализмот и на комунизмот, туку еднаквост на шансите. Значи ви имате ист старт. Треба да се има квалитетно образование за сите, треба да се има пристап до здравствени услуги квалитетни за сите, значи едноставно еднаква шанса. Сега после кој колку ќе успее да направи, тоа зависи од самиот поединец. Така да и самите квоти можеби на почетокот би помогнале за одредени групи кои што се недоволно застапени, наставно да се промовираат, но тие со текот на времето се стануваат излишни и застарени. Едноставно непотребни, бидејќи после започнуваат да го гушат она што е најзначајно при напредокот, нели, на поединец, па и на одредена група, тоа е оној мерит систем каде што единствен би рекол
единствена мериторна мериторна, како да речеме, скала или принцип врз база на кој што ќе има напредок е способноста на некој да ја извршува таа задача или таа работна позиција за која што се пријавил. Значи вие имате приватни компании, приватникот не го интересира вие дали сте машко, женско, дали сте македонец, албанец, дали сте, не знам, помлад пост. Него го интересира кој е најквалитетен за да изврши таа работна позиција за која што се распишал тој оглас. И тоа истото треба да биде и во државниот сектор. Значи мене искрено не ме интересира дали во одредена институција имало 10% албанци или 20% албанци или 5% роми или 3% срби или не знам колку. Не ме интересира. Може бидат и 50% албанци. Битно ми е таа институција да ја врши работата поради која што е создадена и поради која што сите ние преку даноците ја плаќаме. Едноставно, основата на вработување, основата на напредок треба да биде квалитетот на поединецот да извршува врската поради, односно работната задача поради која што така се трудот ќе создава нови вредности. Ние студентите не ги делиме според некакви етнички, верски, родови, какви сакате, припадности. Ние студентите ги делиме кој успел да научи повеќе, тој ќе има 10, кој успел да научи помалку, ќе има 6, 7, 8, кој не успел да научи, ќе дојде повторно. Тоа е едноставно принципот доколку сакаме да има напредок, така да и теорија и пракса еднакво на шансите се дотакнати до еднакво важење на законите за сите. Го живееме првиот месец на Safe City, сигурен град, кој ја безусловно го поддржав уште на почетокот и кажав дека тоа е најголем проект за сега на ова власт. Ама ги видовме првите нуспојави во општеството, сме имале многу нерегистрирани возила, се употребував да се обраке. Сме имале многу луѓе што управуваат патнички моторни возила немаат дозвола и ете слично на тоа. Сега, алудирам на протестите од припадници на ромската заедница во 10 на 12 градови, малку беа жестоки, па малку спласнаа, па се извинуваа, ама сега ајде да зборуваме. Истите тие луѓе пред камера ги видовме со патики Nike, со тренерки Adidas, со часовници, предпоставувам на сите колите не се исчукани и така, автомобилите. Сега или ќе бидеме држава правна, закон, култура на владење, на законие, или законите нема да важат. Твоето мислење ме интересира како човек. Зашто дискутираме на оваа тема? Искрено нема па се дигна некако републиката во пламен. Секој може се обиде некој ова да го политизира. Во ред, секој може да излезе и да протестира. Тоа е негово право и нема никаков проблем околу тоа. Но никој нема право да се обидува да биде над законот, затоа што доколку еден е над законот, тогаш сите ќе сакаат да бидат над законот. Секогаш на филмот со Нико над законот од 80-тите години, многу поучен. Ако јас морам да ја регистрирам колата со цел да се утврди дека таа е во исправна состојба, ако јас сум идел, сум платил и сум полагал за возачка дозвола за да има право да возам, или ти, или кој било друг, не може ние да на некој начин создадеме некаква подвоеност на законот за одредени групи тоа да важи, за одредени групи тоа да не важи. Се разбира дека секогаш ќе има одредени политички структури кои што ќе сакаат да го злоупотребат, буквално све да злоупотребат. Мислам, тоа е дел од политиката, тоа не е само карактеристика за Македонија, секаде едноставно. Структурата која што е спротивставена на власта или структурите ќе се обидат да привлечат одредена поддршка, без разлика дали тоа има логика или нема логика, како што е во случајов. Значи, автомобилот мора да биде регистриран заради безбедноста на сообраќајот на сите. Пред се тој што го управува. Мора да имате возачка дозвола и дека тоа е потврда дека вие знаете да управувате со тоа моторно возило. Сега кој ќе се развие концептот на
автономни возила, тогаш можеби нема да има потреба од водачка, но се додека тоа е во својот зародиш, и најверојатно ќе биде така во следнава деценија или две, ќе видиме, секој некој што сака да управува со патничко моторно возило, мора да има положен. Тука не гледам воопшто причина да се дискутира на таа тема. Ако сака некој да протестира, може да протестира, доколку сака насилно да протестира, тогаш ќе треба да се соочи со последиците поради тој насилен протест. Ние имаме еден друг проблем, например, на кој што, ја мислам, сите ние се обидуваме да укажеме, ќе видиме дали сега ќе се среди новиот градоначалник на Скопје, да речеме, вети дека ќе го среди, ќе го надмине тој проблем. Тоа, например, имавме многу нелегални депонии во Скопје, кои што се гори, кои што го загадуваа градот. Штетни, мислам, крајно Скопје штетни. и така е загаден град, уште дополнително се загадува. Некаква материјална корист за стотина луѓе, поради некаква материјална корист за стотина луѓе, 500.000 луѓе се соочуваа со проблем, невозможни услови, едноставно им се нарушуваше правото на чист воздух. Нели, чист воздух и питка вода се основните две потреби на секој човечки. Секоја човечка суштина. Правилен развој, животен развој. Значи поради стотина луѓе. И тука видовме дека одредени групи и тогаш се обидуваа, нели, као тоа да го прикажат како некакво прекршување на некакви права и не знам што, едноставно. Видете, не смеете да палите огин, особено да горите штетни материи, бидејќи за тоа следува казна. Не е само кај нас, тоа секаде е така. Тоа е закон. И само треба да се придржуваме кон закон. Имаше неколку диви депонии кои што едноставно се толерира, никој не, едноставно, без потреба и без причина. За стотина луѓе да имаат некаква материјална корист. И тоа ви е еден пример каде за некаква корисна неколкумина страдаат мнозинството на граѓани. И ова е многу слично, заради некаква корист на неколкумина може да страда и страда мнозинството. Затоа што ако направи таа нерегистрирана кола, судар. Кој ќе плати? Тој е ланец на штетни последици, а доаѓа до загубен живот. Може да се случи ситуација за повреди и така натаму и така. Да. Така да затоа велам нема потреба да го дискутираме. Вечерва интересна ја водам емисија, вадам твои искази и поставувам следно прашање. Таму беше со претходните две прашања, сега го спомна правото демократија и правото на протест. Еве, живееме во време кога синдикатите сакаат да протестираат, дури и да блокираат институции. Ме интересира твоето мислење дали имаме вистинско синдикално лидерство во државата. Организираност имаме. Струкова и гранкова расцепканост имаме. Ама нешто мене ми фали со синдикалното лидерство. Како е твоето мислење? И дали се има таква причина да покрај понуденото на маса, покрај социјалниот диалог кој се одвиваше сосема добро, со мали прекиневи, да речеме, временски, и покрај досега договореното да се оде на ваков притисок, да се оди на ултиматуми и еве сега блокирање од следната недела на собранието и на некои други институции. Твоето мислење ме интересира. Секој синдикатите нели се обидуваат да добијат нешто за кое што можеби самите се свесни дека во моментов е неизводливо, но тоа е нели почетна позиција. Она што е потребно е да има диалог помеѓу државата и синдикатите, континуиран диалог и да се направи некаква, би рекол, некој среден пат да се изнеде, доколку и што се разбира возможно во одреден момент, едноставно да се стават на маса сите опции, сите можности, сите финансиски инструменти кои што може да се употребаат, можностите едноставно на самата држава и врз база на тоа да се дискутира, затоа што и одредени избрзани одлуки може да бидат многу штетни. Од типот, нели, јас не сум против минимална плата, се разбира. Убаво е таа минимална плата и да расте, но во согласно со развојот на самата економија. Така. Затоа што работодавецот го плаќа работникот да заврши одредена работа,
за која што после работодавачот треба да има одредена дополнителна додадена вредност, со цел да биде тоа профитабилно. Ако не е профитабилно, не може да функционира. А се разбира, тоа не значи дека работодавачот треба да го искористува работникот и затоа треба да се најде некаков баланс. Секогаш постои опасност за политизација на синдикатите. Сме имале во минатото многу такви случаи каде што едноставно се утврдило дека одредени синдикати се поврзани на некој начин политички со одредени партии. За конкретниот случај не сакам да говорам и дека немам информации за тоа. Едноставно тргнувам од фактот дека синдикатот секогаш се бори, нели, да добие повеќе, владата секогаш се бори да даде помалку. И научен работник не мислиш дека треба поголем акцент да се даде на третиот фактор, а тоа е работодавачите. Барем тоа е реален сектор. Ја затоа говорам за еден континуиран диалог, потребата од континуиран диалог. Видете, сега може ќе излезе некој ќе каже јас сакам да имам плата од 10.000 евра месечно. Тоа не значи дека работодавачот дури да сака може да му овозможи таа плата. Вие ако произведувате, не знам, произведувате чашава, шолјава, и таа кошта 10 денари, вие мора сите трошоци од материјал, производство, машини и платата на работникот да ве кошта по 10 денари. Која кошта 11-12, вие одите во загуба и ќе затворите фабрика. И тогаш и работниците ќе останат без работа. Тука е таа опасност. Од друга страна па не значи дека ако продавате 10 денари, а влезот ви е 1 денар, вие треба да земете 9 денари и да му кажете на работникот ја не можам повеќе да ти платам. Така да треба да се најде некаков баланс. Иако сега мислам дека и самиот пазар тоа го менаџира, слободниот пазар, затоа што едноставно ситуацијата е таква да секој оној, мислам дека во моментов во Македонија секој кој што сака да работи. Да. Самите работодавачи имаат потреба од повеќе дополнителен број работници, што значи сега едноставно ситуацијата е поповолна за работниците отколку за работодавачите. Ако пред до 10 на 15 години флуктуација. Ако пред 10 на 15 години беше поповолна за работодавачите, бидејќи имаше огромна невработеност и тогаш постоја тие уцени, нели, или работи или ќе те сменам. Так. Сега мислам дека во моментов самите работодавачи се спремни да понудат све што е, нели, во рамките на возможното за да донесат одреден квалитетен работник. Видете, сите оние, да речеме, за нечиски услуги кои што се еден многу силен индикатор во однос на тоа како се движи пазарот, во изминативе неколку години се сериозно покачени и едноставно сега е многу лукративно во Македонија да имаш одреден занат, да знаеш да работиш електрика, да знаеш да работиш водовод, да знаеш да работиш па и доходовно, и барано и доходовно. Не, па затоа верам, доста е лукративно, има и доста случаи на луѓе кои што работеле и во странство низ Европа, кои што се враќаат бидејќи сега многу повеќе се исплати да работиш тука. Едноставно почна да се ценат многу повеќе тие работи и тоа е еден добар индикатор за тоа дека всушност сега пазарот повеќе го диктира работната сила отколку работодавачите. И затоа велам, потребен е диалог, не треба да бидат работниците искористувани од една страна, но од друга страна не треба да бидат ни работодавачите доведени во ситуација да, ако ги прифатат тие услови што се бараат од нив, ќе бидат приморени да стават клjuč на своите фирми. Така. Ај вака сега, политолошки гледано, правно гледано и социолошки гледано, се прашувам за се и сите, ама од еден друг ракурс гледано вака, од друг агор на гледање, бидејќи ти мене ми доаѓаш од научната сфера, од професорската сфера, дали ги гледаме првите бенефити од тој проект, имаме намалени прекршоци, имаме промена на лоши навики, имаме дисциплина, а преку дисциплината доаѓаме до одговорноста, значи се можело.
Објасни ми го тоа малку социолошки, политолошки, требаше некој да ни запрети, да ни се закани за джебот, за да ние ги промениме лошите навики. Како гледаш ти на таа работа? Секаде е тоа така. И во Германија. И во Германија е тоа така. Не дека германците имаат некоја повисока самосвест кон општеството од нас. Едноставно кај нив постои функционалност на тие казни, уште многу одамна, и казните ги создаваат и навиките. Секаде е така. Така да многу е важно да се избегне човечкиот фактор, поради бидејќи на тој начин се избегнува и можноста за корупција. Затоа е многу важна дигитализацијата. Затоа е многу и клучна е дигитализацијата во Македонија со цел да се надмине она примарна коруптивна мрежа и на тој начин граѓаните... Ова е многу битно што кажеш. Да, граѓаните едноставно ќе почувствуваат директно дека корупцијата е намалена и може да се намали. Со самото избегнување на човечкиот фактор, вие едноставно избегнувате една скала на корупција. Слично е и со овие казни. Ако порано можеше, не знам, да се јавуваш кај некој па да ти кине казна, па да не те казни по ова, сега едноставно системот си е подесен и регистрира без дискриминација. Си во него, има инклузивност, имаш право на приговорно, ама не можеш да влиеш за корупција. Ајде, помогни ми. Системот е за сите без дискриминација. Така. Кој да го направи прекршото, ќе биде платен. Ја не велам дека можеби нема простор за одредени модификации, нели? Колку е дозволено Праксата да се надмине, тоа. се разбира. Колку е дозволено, што се снима, што се казнува, како треба. Значи, секако дека ќе има одредени фаленки, но тие може многу лесно да се надминат. Видете, премногу пати изминативе 20 години, 30, 40, бев сведок на многу сериозни сообраќајни незгоди, тоа во сред град, особено на Партизанска, каде што згаснуваа млади животи пред се, затоа што, не знам, некој решил дека на Партизанска може да возиш 100, или дека можеш или дека можеш да возиш со неисправно возило, со нерегистрирано возило, или дека можеш да паркираш сегде кај што сакаш. Се гледа дека веќе намалена е гужвата на одредени критични сообраќајници кои што беа закрчени заради тоа што 3/4 газди условно, оно што сака да се прави. Значи заради 3-4 автомобили кои што седнале да пијат кафе, едноставно беше закрчено. Сега да не ги наведувам тие сообраќајници, повеќе се, но приметив дипломатијата се умеша, паркират кај што е недозволено. Приметив вчера дека тоа е надминато. Да. За амбасадите, видете, секаде во свет, дипломатското возило не значи дека вие имате имунитет и може да паркирате кај сакате. Секаде е така. Македонија, ако сака да биде држава, ако сака да има едноставно да има... Јас ова не согласувам, да има ама на крај на емисија кредибилитет, не можам дебата да отворам. Да има кредибилитет. Им се прават специјални места за нив каде што може да паркират. Не може да паркират каде што сакат. Ама добро, окей. Па не, тоа го кажувам. Специјални места. Не. Тоа го кажувам. Ако имаш дипломатско возило, не значи дека можеш да паркираш лошо те свати. Каде ќе ти текне? Лошо те свати. Значи, дека може, се викам ова. Не. Окей. Земете го, например, не знам, Манхетан во Њујорк, каде што има сериозен проблем со паркинг. Не знам колку прави градот дневно пари само за казни на дипломатски без пардон. Така дипломатското возило не значи дека вие може да се качите на тревник и да се паркирате во трева каде што треба да играат деца или да блокирате тротоар каде што треба поминуваат пешаци. Па најмалку дипломатите тоа треба да го прават. Така најмалку. Да, мислам. Да. Лично мислам првиот бенефит е, затоа те прашав и ти реков социолошки, политолошки и правнички тоа да ми го кажеш, создаваме нова култура преку нова матрица, создаваме нова култура, значи социолошки напредуваме. Значи новата култура се создава преку казни. Секаде во Европа функционалноста на општествата се базирани на одреден систем кој што предвидува казни доколку се
случат одредени девијантни однесувања кои што имаат штета за општеството. Значи вие како поединец треба да ги имате сите права и слободи до оној момент каде што не ги загрозувате правата и слободите на останатите. И врз база на тоа и се креираат тие закони и одредени казни со цел да се поттикнат луѓето. Ја верувам дека за година-две едноставно нема да бидат потребни веќе тие казни, веќе луѓето ќе се навикнат. Но казната е неопходна за едноставно ако од 100 луѓе, еве да кажеме, 80 лична превенција и генерална превенција. Ако од 100 луѓе 80 или 90 луѓе се самосвесни и внимаваат колку возат на Партизанска, на Илинденска, да не ги набројуваме сега скопските улици и македонските улици, казните се за тие 10, 15, 20%, што може би сметаат дека поради X причини они имаат повеќе права. Повеќе права од другите. Ја живееме втората година од владење на новата власт. Ме интересира твоето мислење апропо првичните економски, социјални пред се показатели дека работата оди на подобро. Дали полека ги гледаме првите индикатори, симптоми на подобра економско, социјална, па дури би рекол и демократска и политичка состојба, а тоа значи односи, фактори, субјекти, поединци, политички партии, институции, во Република Македонија, што би се рекло, има ли шанса за Република Македонија за демократско напредување, раст, развој и прогрес? Како ја гледаш ти? Шанса секогаш има. Она што граѓаните го очекуваат е одговорност на политичките елити за своите постапки, односно борба со криминал и корупција. Тоа го очекуваат граѓаните, тоест да се утврди, да се провери, да се испита дали оние кои што се на функција си ја вршеле таа задача во согласно со уставот и со законите или не. И доколку не, да бидат казнати. Дека така ќе се создаде исто култура на казни, ова што го говоревме, ке политичарите. Ако сгрешам нешто, ја можам да одговарам и можам да бидам казнат поради тоа. Се дека они сметаат дека за нив можеби нема да важат толку законите како за останатите, ќе имаме проблем. Така да граѓаните тоа го очекуваат, тоа е првата, би рекол, првиот приоритет на оваа власт. Разбира, тоа не може да се реши за ден или месец, но мислам дека до половина мандат граѓаните ќе очекуваат да има одредени процеси, судски завршници, судски почетоци, би рекол, обвинувања за оние кои што не ја спроведувале својата функција во согласно со уставот и со законите. Тоа е примарно ке медиумите на некој начин се на одредено ниво на демократизација во нивното делување, кое што се случи пред 10 години некаде. Тоа би рекол беше можеби една од ретките позитивни последици на состојбата 2015-16, се разбира со голема помош на меѓународната заедница и самиот влез на нови медиуми во меѓувреме едноставно спречи да повторно има некакви обиди за насочување на или пренасочување на медиумскиот простор, дека сега не се само традиционалните медиуми, сега ги имаме подкасти, имаме социјални мрежи, имаме сосема зголемување на можностите на бројот на оние алатки кои што може да пренесат самата информација. Тоа е позитивно и мислам дека тука немаме некој посериозен проблем. Во однос на економските перформанси, знаете како луѓето и тие што се поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ, тие што не се, едноставно кога ќе дое ВМРО-ДПМНЕ на власт, очекуваат одредено економско унапредување. Тоа им е као по дефолт, они очекуваат дека овие ќе бидат подобри од другите. Има одредени размрдувања. Се разбира, ќе ги видиме економските индикатори
во следниот период ќе ги споредиме со претходните периоди, тогаш веќе ќе можеме да говориме дали е и дали има нешто што се нарекува инцидентно подобрување на ситуацијата или имаме континуитет во однос на економскиот раст и перформанси. Но примарно е ова борба со криминал и корупција, тоа е она што граѓаните го очекуваат. Едноставно, видете доколку се очекува од граѓаните да се поради нели сепсити да внимаваат на сообраќајните правила и да плаќаат казни доколку ги прекршат, тогаш и граѓаните очекуваат дека политичарите сегашни, но и минати, треба да одговараат за вршењето на својата функција и доколку нели да одговараат доколку тоа го прекрши. Паче, почнавме со твојата примарна професија, професурата, науката. Би сакал да завршам со твојата пасија, со твоето хоби, истражувањето на јавното мислење, за кое Добро, не е тоа хоби. Добро, сега слободно овај подкаст е молам. Ја на крај ќе кажам, имам една критика до мене, не сум бил многу сериозен, многу сум зборувал, вечерва мислам врв достигнав да не зборувам многу и не сум така сериозен. Вака ме интересира завршен дел да ми кажеш, долго време, брате, некои неосновано бараат превремени избори, као да тоа е лекот за Македонија. Според она што го имаш емпирија, теорија на случување на политичката сцена во државата и во нашата општествена заедница, што мислиш, какви се шансите за предвремени избори годинава во Република Македонија? Види, ова што го работиме со истражувањата, всушност тоа е нели теорија и пракса, едноставно на факултет е теоријата, а ваму е праксата и тоа е, мислам, добро и за мене, бидејќи едноставно тогаш можем на студентите да им пренесаме нешто практично, затоа што едно е кога нешто ќе замислите или ќе се обидете да го представите, а друго е кога ќе се обидете тоа да го имплементирате. Така да, од тој аспект, значи, тоа би, ја го нарекувам, продолжување на таа примарна дејност. Во однос на изборите, видете, предвремени, сега ако говориме од чисто партиски интерес, предвремени избори во моментов најмногу на ВМРО-ДПМН не одговарат, затоа што има најголема поддршка. Но од друга страна, за секоја власт е потребно да покаже одредени резултати после одреден временски период. Така да мислам дека и за самата, ведејќи кога ќе има избори, едноставно 3 месеци, 4 месеци државата во застој се закочува. Во моментов не гледам некоја сериозна причина за предвремени избори и да ги има тие предвремени избори, најмногу ќе одговараат на власт. Така да, од тој аспект, а од друга страна власта има потреба нели да покаже и докаже дека ја заслужила довербата на граѓаните и тоа го очекуваат самите луѓе, нели? Така да, со оглед на тоа што имавме избори 2024, имавме локални избори 2025, мислам дека оваа година да одмориме година, да, мислам дека оваа година нема да имаме избори. Да. Не знам за 2027. Не, ја за ова година требаш. За ова година. Знаете што е најзначајно? За да има предвремени избори мора да има многу сериозна причина. Во моментов таа причина не ја гледам. Доколку се појави таа причина, тогаш веќе ќе говориме. Во моментов таа причина не ја гледам. Не значи дека нема да се појави. Не значи дека не. За мене отворена сцена е ова. Да. За мене знаете што би било на пример сериозна причина зашто би требало да има предвремени избори, доколку не успееме да најдеме некој заеднички јазик со Бугарија. Доколку бугарите покажат еден гест на добра волја. Доколку тоа предизвика потоа нели да бидат метнати во уставот, кој што не беше проблем, никогаш не беше сериозен, а проблем за никого. Проблем беше што потоа и како ќе се однесува, значи доколку се случат тие, би рекол, позитивни промени, тогаш тоа би го ставило категорија на сериозни причини, едноставно тогаш може да излезе власта. Не може да излезе власта и да каже: еве, успеавме да го направиме ова, поради ова следни чекори се тие. Сакаме нели тоа да го представиме пред вас, доколку сметате дека е така, дајте ни поддршка, доколку не. Затоа што меѓу другото, една од главните причини зошто СДСМ е на ова дередже, условно кажано, на кое што е сега,
Тоа не е заради Веко Филипче, него е заради Ковачевски и Заев. Да. Значи, е токму делување сосема спротивно од желбите и очекувањата на народот, че говориме за оној фамозен... Говори контра националните и државните интереси. Фамозен француски предлог. Така. Говориме за она што, не знам, Заев едно говореше 2016 пред избори, друго напред. сосема спротивното го направи потоа. Така. Само не може да функционира така. Ниту државата, ниту политичките партии. И затоа од тој аспект, нели, со цел да се превенира таква ситуација, ВМРО да се превенира таква ситуација во која што се дојде СДСМ, мислам дека тоа би било еден од тие сериозни причини. Зашто? И пазете, доколку успеат они да добијат таа довера, после има дополнителен легитимитет да го исполнат и да продолжат со како велат со fair тој enough, процес. коректно. Да. Влаче, ние покрај информативен подкаст, ние сме и едукативен подкаст. Сега ќе ти изненадам, ама па може и нема ти изненадам. Ти си едукатор, професор, ние секогаш на гостинот му оставаме минутка-две, а за крај да даде некоја порака, да даде некој совет за овие турбулентни времиња. Па сега, дали сакаш као професор на студенти, дали на целото пучанство, на сите граѓани, дај им некој совет како да се снаоѓат во овие турбулентни времиња, а сепак животот да им е подобар. Те молам. Така, него саќе формално ова, ама... Не, мислам дека кажавме, Да, се пошетавме. Опфативме многу работи. Она што е клучно, нели, за самите политички и па и социјални процеси. Видете, турбулентни времења, знаете како ние сме навикнати, ние сме родени во турбулентни времења. Ја изминативе 35 години ние сме ностоп во некакви турбулентни. Ја во релативно мирно време сум роден. Беби бум генерација. Но мојата генерација едноставно за нас се согласува. Значи турбулентните времења стана нормалност. И затоа и веќе не се турбулентни време. Ја тоа велам, знаете како, кога ќе случи одреден економски шок во Европа, да кажеме, во светот, во европските земји тоа се сваќа многу трагично и едноставно има многу сериозен отпор, проблеми и едноставно луѓето не знаат кај. Ние сме толку навикнати што едноставно не ги ни приметуваме тие стресови. Затоа што ние сме постојано под некаков стрес. Така да, од една страна е добро, имаме многу повисока резистентност како општество, но од друга страна тоа не значи дека ние треба да останеме таму каде што сме и да не стремиме кон унапредување на самото општество, а тоа најдобро се прави преку лично унапредување. Че доколку вие лично успеете да се унапредите, да се надоградите, со тоа добива. Убав предлог. Лично унапредување. Тоа е бенефит тоа е бенефит за самото општество и мислам дека искрено сега условите за младите во моментов се многу поголеми отколку што биле, да речеме, за мене пред 25 години или за некој малку постари пред 30 години, за некој малку помлади пред 20 години. Сега едноставно младите имаат многу повеќе можности и услови и би било наистина штета да не ги искористи. Па млади и не само млади, послушајте го професорот Влајко и бидете предуземливи, давајте иницијатива. Влаче, почнавме со книга, твоја книга, ќе завршиме со книга, ние на секој гостин му подаруваме книга. Овој пат се две, Вселена на брендови, еден толковник, брендинг, адвертайзинг и паблик релейшн. Автор на двете книги е мојата маленкост, јас ќе ти ги поклонам. Кој ќе најдеш? Зирни тамо нешто за брендингот да видиш, како кај нас многу формално го сваќат, мисла само промена на бои и така натаму. Значи, мене ми беше драго, што после толку години си направиме еден убав муабет, вредеше да поразговарам со тебе и како професор, и како општественик, и како истражувач на јавното мислење и повторили по трет пат јас ти се заблагодарувам. Се надевам во скоро време пак ќе соработуваме. А пред да завршим емисијата, ќе се обратам до мои двојца критичари, еден дома, многу конструктивни критичари, еден домашен и еден од медиумите. Вечерва се трудам најмалку да зборувам и се трудев да не сум така формален, да не сум така сериозен.
ќе ми кажете кога ќе пиеме кафе дали успеав. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се одјавуваме и се дружиме следната недела. Да сте ми живи и здрави до тука.